Јунското сонце донесе нови статистички пресметки за животниот стандард, но не и олеснување за семејните буџети. Според најновите податоци, вредноста на синдикалната минимална кошница за јуни изнесува 68.654 денари. Во споредба со претходниот месец мај, кога таа изнесувала 68.742 денари, забележан е символичен пат од скромни 88 денари. Разлика која граѓаните тешко дека ќе ја почувствуваат во своите паричници. Вистинскиот економски предизвик сепак се појавува кога во равенката ќе се додаде и покривот над глава. За семејствата кои живеат во изнаемен дом од 60 метри квадратни, финансискиот товар драстично се зголемува, па јунскиот минимум скокнува на високи 84.024 денари. Трпезата и понатаму останува луксус. Најголемиот дел од приходите, односно високи 36,6%, завршуваат исклучиво за храна и пијалаци, што во превод значи 25.120 денари. За ставката образование во јуни биле одвоени 7.192 денари. За облека и обувки семејствата издвојувале по 6.511 денари. А доколку семејството поседува сопствен дом, за сметки, струја, вода, грејење се издвојуваат 6.379 денари. За рекреација и култура биле наменети 5.592 денари, додека транспортните потреби чинеле 5.089 денари. На маргините на буџетот остануваат рестораните и хотелите со 4.131 денар, комуникациите со 3.677, личната хигиена со 2.667 денари, како и здравието со скромни 1.196 денари. Граѓаните велат живеачката е се поскапа. Тешко, јас сум старохриѓанин, секој ден сум на пазар, и контактирам доста со вака тешко. Па има поскопување секој месец скоро. Пак сега кој ќе навале туристиве, одма и креве цениве. Скапо е, нормално дека е скапо, ама се тоа е. Кога мора да јадеме, ќе купиме, така ли? Што е најскапо по пазарот? Све е скапо. И патлизон, и пипери, компири, све е скапо. Во меѓувреме, премиерот Мицкоски најавува 10-кратно зголемување на казните за маркетите кои применуваат нефер трговски практики, како и нов состанок со представниците на маркетите и дистрибутерите на почетокот на следната недела. И ќе засилиме, се разбира, инспекцијата и контролите на теренот за да идентификуваме ваков тип на однесување, но истовремено ги охрабрувам компаниите, дистрибутерите, добавувачите, производителите да пријавуваат нефер трговско однесување од страна на некои од маркетите. Овие бројки уште еднаш ја нагласуваат реалноста, дека за да се покријат само основните елементарни потреби на едно 4-члено семејство, потребни се примања кои далеку ги надминуваат просечните минимални плати во земјава.